Ново издание на Тренинг, добро вечер. Во Бугарија масовни антивладини протести. Повлечен е буџетот, земјата ќе влезе во еврозоната со нова политичка криза и 7 изборни циклуси за само 5 години. Претседателот Румен Радев побара нови парламентарни избори. Демонстрантите јавно говорат за масовна корупција и социјално незадоволство. Нашиот источен сосед важи за втора најкорумпирана членка на Европската унија, веднаш зад Унгарија. Бојко Василев е афирмиран ТВ автор на емисијата Панорама на јавниот сервис во Бугарија. Василев во интервју за Трилинг на почеток околу состојбите во Бугарија. Политическата криза беше од околу 4-5 години. И тя започна 21 година и завърши миналата година с сформирането на правителството, което управлява в момента, което е едно сложно коалиционно правителство. От друга страна, икономическа криза в България няма и не е имало. Никога българите не са били по-богати. Друг е въпросът дали те признават това. Има притеснение обаче преди влизането в еврозоната. Както знаете, България трябва да влезе в еврозоната до година, от 1 януари 2026 година, и нито една страна, която е влизала в еврозоната, не е минала без страх, без притеснение, без вълнение. От друга страна, българските политически сили и правителствата, които управляваха в последните 4-5 години, не водиха активна кампания в полза на еврото. Не рекламираха еврото. Дали тоа значи дека бугарските граѓани не се подготвени за влез во еврозоната? Точно това искам да кажа, че не е така. Много хора критикуваха това, че няма активна кампания от страна на правителството, последните правителства в полза на еврото. Аз смятам, че можем да разберем правителството, защото понякога, когато правиш пропаганда, тя се обръща към тебе. Българските граждани са притеснени. Така бяха притеснени в Германия, така бяха притеснени в Франция, така бяха притеснени и в Гърция, така бяха притеснени и в Хърватия. Всички се чудеха как така ти имаш една валута вече повече от 100 години и сега изведнъж трябва да минеш на друга. Има хиляди технически детайли около това, които са сложни. Например, от кога точно банкоматите вече ще работят с евро. Това са нормални притеснения. Кои се причините и каде е главниот камен на сопнување што постојано има конфронтации меѓу власта и опозицијата во Бугарија и многу често Бугарија влегува во предвремени парламентарни избори. Само во последниве 10 години мислам дека 5 изборни круга се одржаа. Нека да кажа, че има два въпроса, които разделят българското общество и по тия разделения има различни политически сили. Единият въпрос е войната в Украйна. България традиционно има много хора, които симпатизират на Русия, респективно има и партии, които критикуват Украйна. Така че това е един вид разделение. Има и друго разделение по въпроса за това дали се води адекватна борба срещу корупцията в България. Това е друг тип разделение. И понеже има две разделения и някои партии попадат и в двете разделения по различен, сложен начин, затова беше много трудно да се състави правителство напоследък. Ние имахме няколко извънредни избори, с което поставихме световен рекорд. Световен рекорд, аз съм почти убеден, със сигурност европейски, по преждевременни, по предварителни избори, които бяха извън календара. Как обаче това се отразява на сегашната ситуация в България? В момента имаме една много сложна коалиция, много сложна, в която има две партии, които бяха бивши съперници, Българската социалистическа партия и ГЕРБ. Имаме партията на Слави Трифонов, Има такъв народ, която беше съперник и с двете. И имаме силната подкрепа на ДПС ново начало, Делян Пеевски, една ключова фигура в българската политика, която подкрепя правителството. От другата страна имаме два вида опозиция. Градските либерали, Продължаваме промяната Демократична България
и патриотични формации като Възраждане, Величие и Меч, които са против правителството, но не могат да контактуват помежду си. Ето ви доста сложна политическа ситуация, която направи приемането на бюджета изключително трудно. Целото интервју со бугарскиот колега Бојко Василев ќе го гледате подоцна во ова издание на ТВ магазинот Трилинг. Инаку Василев зборува и за македонско-бугарските односи. Неговите оценки се дека Софија во ниту еден момент нема да прифати нов протокол или можно донесување на уставни промени со одложено дејство. Василев подоцна во ова издание на Трилинг, а еве што ќе гледате. Ова е веќе директно задолжување на владата од една од деловните банки во државата. Тоа зборува дека состојбите во државната каса баш и не се така розови како што сака владата да ги прикаже. Първо, няма да има допълнителни условия извън тези, които са вече договорени в компромис. Това е първо. И второ, България твърдо стои зад френското предложение и зад договореното за сега. Состојбите во земјава, особено во економијата, според мене не се баш розови, напротив, се прилично сложени и тешки. Нито българската общественост, нито българската политика се интересуват от Северна Македония. Те го смятат този въпрос за решен и затворен и чакаме да видим какво ще реши Скопие. Реално ли е сценариото уставни измени со одложено дејство? Не. Некој да води со 230 км на час, јас не би го казнувал него, него би го пратил на задолжително лекување, затоа што луѓе тоа се убици. До кога ќе трае судскиот процес? Мене ме плаши само да не го завршиме целиот овој процес како несреќен случај. Во собранието почна пленарната седница за буџетот. Во Бугарија социјални протести поради обемната државна каса и егоизмот во фаворизирањето на приходите за државната администрација. Сличности, компарации, паралели за состојбите во економско-финансиската состојба во државата, но и во нашето обкружување. Гостин во ова издание на емисијата Мирча Јовановски, долгогодишен новинар, кој долги години ги следи состојбите во економијата пред се. Јовановски, дали внимателно го слушаш премиерот Мицковски околу неговите економско-финансски планови, проекции и ставови? Знам на што алудираш, на твојот претходен гостин од минатата недела, колегата Теменугов. Да, секако, колку што времето дозволува, секојдневно ги следиме неговите настапи, неговите пресконференции, изјави кои што ги дава по дали кога оди на некој дневни настан или во собранието или на пресови во владата, така да се обидуваме да го следиме колку што можеме подобро. Колку ставовите, владините политики во креирањето на економско-финансиската слика на државата се отсликуваат на реалната, фактичката состојба во државата? Па да бидам искрен, вака прилично тешко прашање да се одговори со едноставен одговор. Премиерот ги кажува дневно проблемите со кои што се соочува владата, најчесто одговарајќи на новинарски прашања кои што пак мора да забележам многу често и се повторуваат. Од негова страна очекувано е тој да биде оптимист и да ги брани политиките кои што ги спроведува владата. Од друга страна, состојбите во земјава, особено во економијата, според мене не се баш розови, напротив, се прилично сложени и тешки. Како годинава, така и очекувам да биде и во наредната година, имајќи во предвид дека и на меѓународен план работите не стојат добро. Пред се мислам на руската инвазија врз Украина и покрај напорите што се прават, нели, таму ситуацијата да се смири. Гледаме со какви се пречки се соочуваат
меѓународните фактори кои што се обидуваат да стават крај на тој воен конфликт, но имајќи ги предвид и нашите домашни прилики, а што произлегуваат од она скенирање кое што го направи Европската Унија и состојбите кои што се посочени во последниот извештај за Македонија, каде што се зборува за состојбите во јавниот долг, за состојбите во јавните финансии, за капиталните инвестиции, подготвеноста на државата за интегрирање во Европската Унија и така натаму. Министерката за финансии Кочовска вели дека буџетот вака како што е креиран за идната година е така планирано што ќе има пари за се. Ако е така, дали не очекува економски препород или можеби колапс? Не. Да. Имајќи во предвид дека треба да отплатиме стари долгови, но се најавуваат и нови задолжувања. Ниту едното, ниту другото. Значи, ниту економски препород, ниту економски колапс. Значи, не очекувам за наредната година, но очекувам многу сложени состојби во економијата кои што владата ќе мора да ги менаџира. Дека ќе има пари за се, очигледно е 6,7 милиарди евра, колку е предлогот на буџетот, кој што треба и да почне и собраниската расправа, мислам на пленарната седница, откако заврши расправата за него во матичната комисија за финансирање и буџет, каде што горе-долу, мислам, параметрите кои што беа предложени на владата, мислам дека остана исти, дека беа прифатени, не знам, неколку 4,5 амандмани или не сум сосема сигурен, од вкупно поднесените 200 амандмани. Така да, таа проекција која што ја зацрта владата за наредната година останува и во поглед на расходите за зголемување на плати, придонеси и така натаму, и за капиталните инвестиции, генерално параметрите се тие. Најголем дел од средствата за буџетот за идната година се планирани за плати и пензии, следува и задолжување од 2 милиарди евра. 30 милиони евра во денарска противвредност, овој податок помалку ми е симптоматичен и многу малце се обелодени во јавноста. 30 милиони евра во денарска противвредност. Владата земала краткорочен кредит за финансирање на буџетскиот дефицит. Дали ова за вас не е индикативно? Да, многу и мене ме изненади тој податок. Тоа се случи деновиве. И тоа од НЛБ банка. Да. Значи, владата обично своите потреби ги алиментира преку издавање на државни харти од вредност, каде што има аукции, каде што банките ги купуваат тие државни харти од вредност со одредена рочност, одредена камата и така натаму. Ова е веќе директно задолжување на владата од една од деловните банки во државата, вие спомнавте која. На кој начин е тоа направено не ми е познато. Прилично помина тој податок под радарот, да кажам, на јавноста, но индикативно е, според мене, тоа зборува дека состојбите во државната каса баш и не се така розови како што сака владата да ги прикаже. Да не заборавиме уште еден момент кој што се случи деновиве, станува збор за враќањето на мој ДДВ кон голем број корисници, доцнеше, значи после рокот, тоа се случува за прв пат, што беше објаснето нели со погрешни информации од страна на граѓаните или со некои други фактори, што мислам, барем кога станува збор за граѓаните, можам и лично да посведочам дека не е тоа точно и со мои колеги каде што исто така им доснеше, не станува збор за големи износи на пари, но е симптоматично дека една вообичаена пракса се пролонгираше. И сега со овој кредит што се зема непосредно од една деловна банка за покривање на потребите на буџетот, очигледно има потреба од такво нешто, штом се преземаат такви мерки. Што значи ова за стабилноста, финансиската стабилност на државата, имајќи го предвид овој перманентен начин на задолжување на државата? Па добро, мислам дека државата има, Министерство за финансии и владата имаат соодветни стратегии за управување со јавен долг, за задолжување и така натаму, така да не очекувам дека се отстапува многу од тие параметри. Сега, додуше, ако го земеме нивото на јавниот долг, веќе отстапува од вообичаените, нели, оние 60% што се максимален износ, но тенденцијата е тоа да се сведе на 60 и да оди под 60% од бруто домашниот производ, кога зборуваме за јавниот долг.
Овие тековни задолжувања, мислам секоја влада ги прави во секоја држава. Тие се можеби има дисбаланс помеѓу моменталните приходи во буџетот и расходите, па има потреба од краткорочно задолжување за да се надомести тој праг, но не знам, немам информации на што точно се должи, да речем, конкретно ова краткорочно задолжување. Ивановски, најавите на владата се дека идната година капиталните инвестиции ќе бидат главен двигател за раст за економски раст. Дали капиталните проекти може да придонесат за обезбедување на БДП од 4%? Значи, главните капитални инвестиции од буџетот наредната година ќе бидат насочени, како што посочи и од владата, во финансирање на автопатиштата што ги гради конзорциумот Бехтел и Енка, и тие секако ќе придонесат во зголемувањето на порастот на бруто домашниот производ. А од друга страна, да речем, сосема нема информации околу унгарскиот кредит кој што беше наменет за компаниите пред се. Има, владата прави отчет околу проектите за општините, но и тука треба да видиме колку од тие проекти ќе овозможат дополнителен економски раст, но кај компаниите за сега останува безмалку тајна кој ги добил тие пари, зашто се наменети и така натаму. Тоа ми беше едно од следните прашања. Дали ние, па и пред се компаниите, во изминатиот период видоа ефект од 1 милиарда унгарски кредит, од договорот со Велика Британија за кредитирање? За Велика Британија е премногу рано да се зборува, да речем, за било какви ефекти, бидејќи уште нема ништо земено, нели? Тие се некои видови гаранции кај што ќе овозможат на државата да се задолжува под поволни услови на меѓународниот пазар. За кредитот од Унгарија, јас и во други прилики имам кажано дека според мене, да речем, многу полезно ќе беше тој кредит да се искористеше како што се искористи половината од него за отплаќање на долгот кон странство, бидејќи станува збор за релативно поволна камата, отколку да се дисперзираат тие средства кон општините, не дека не им требаат пари на општините, далеку од тоа, мислам. Меѓутоа, мислам дека повеќе внимание треба се посвети на зајакнување на капацитетите на општините да ги користат сопствените извори на средства. Нешто што се направи прв чекор неодамна преку формирање одредено тело каде што ќе им помага на општините во таа насока. Мислам дека тоа требаше многу порано да се направи, многу порадикални чекори да се преземат на тој план, бидејќи кај општините има многу од нив не ги прибираат ни сопствените средствата, ниту што им припаѓаат од данок на имоти и од други извори. И некако се премногу насочени кон државниот буџет. Ќе имаме ли капацитет да ги реализираме средствата од британските пари? Па тоа е големо прашање. Еве гледаме дека и овие најави дека ќе се отвараат многу голем број на градилишта во државата кај општините, дека и тоа представува проблема, станува збор за многу помал износ, да речем 100 милиони или 250 милиони евра. Така да, ако се земат наеднаш тие кредити, ако се отворат повеќе фронтови, сигурно дека домашната индустрија, домашните градежни компании го немаат тој капацитет, но претпоставам дека тоа ќе биде сукцесивно во одреден број на години. Иако кога зборуваме за британскиот кредит и за намената на тие средства, во јавноста има сериозни критики, да речем за брзата пруга, наспроти проектот Вардарска долина, колку тие два проекти ќе дојдат во колизија, да речеме ако се реализира брзата пруга, колку ќе наштети на проектот Вардарска долина. Тука мислам дека недостига една посериозна јавна дебата да се видат придобивките, да речем, за едната или за другата работа и дали може тие паралелно да екзистираат. Следите три гости во емисијата Мирча Ивановски, долгогодишен новинар. Ивановски, дали ја зеде ноемвриската пензија? Ноемвриската пензија, да. Те плаши ли состојбата за финансиската кондиција во која се наоѓа
ПИО? И да и не. Мислам, овие, како да кажам, изјави дека фондот ќе пропадне, не верувам во такво нешто. Но може ли да биде ПИО самоодржлив или постојано ќе го надополнуваме со државни средства? Зависи. Значи, одржливоста на ПИОМ зависи од повеќе фактори. Пред се зависи од бројот на вработени во државата кои што ќе ги уплатуваат придонесите во ПИОМ, но зависи и од овие адхок решенија кои што ги носи владата со линеарното зголемување на пензиите. Според мене и според многу други покомпетентни луѓе, таквата практика не треба да продолжи. Јас пишував еден текст на оваа тема и се обидов со помош на овие четботови за вештачка интелигенција да видам каде во Европа има ваков начин на зголемување на пензиите. Не најдов таков пример. Може би има, не знам. Би било добро ако има владата да ни посочи каде пензиите се зголемуваат линеарно. Значи, секаде станува збор за така наречено индексирање или со соодветна одлука на владата, како што беше деновиве во Србија чинам, каде што пензиите се зголемија за 12%, значи од 1 јануари или од 1 декември, не сум сигурен. Меѓутоа, не станува збор за линеарно зголемување, туку за процентуално зголемување. Значи, секој ќе се добие соодветен процент на Можно ли е ваквиот модел на линеарно зголемување на пензиите да создаде финансиски проблеми? Па секако. Фискални? Секако, тоа го посочи фискалниот совет во една од анализите што ги публицираше минатата година, каде што предупреди дека на долгорочен план тоа создава огромни финансиски обврски за државата да ги елементира. Тоа го потврди денови, мислам, и првиот човек на ПИОМ, кој што кажа дека од вкупниот износ на средства кој што следната година треба да ги алиментира буџетот кон ПИОМ, половината или повеќе се само за овие зголемувања од 5.000, односно 7.000 денари. Тука сакам една работа да додадам, да нема нејаснотија. Значи, никој, ниту јас, ниту било кој во државата не е против да им се помогне на луѓето кои што имаат навистина мали, ниски примања и пензии. Тоа треба да се направи. Но големо е прашањето дали тоа треба да се прави на ваков начин преку пензискиот фонд, кој што сепак се темели на уплатите кои што сите вработени ги уплаќале во фондот во текот на работниот век. Деновиве, само да додадам, колегата Ерол Ризалов имаше една одлична колумна во Независен, каде што работам, каде што направи една интересна математика. Значи, ако е сега нето платата просечна 45.000 денари, односно брутото ако е 68.500 денари, значи давачките се некаде околу 23.000 денари месечно од бруто платата. Од кон фондот за ПИОМ е речиси 19%. И тој направи една интересна математика дека човек кој што работел да речем 40 години, значи полработен стаж, со просечна плата како сегашната, значи вкупно за придонеси во својот животен век, работен век всушност уплатил за придонеси 180.000 евра. Нели, ако се направи пресметка според сегашната вредност на просечната плата и давачките, од тоа значи за ПИОМ околу 100.000 евра. Ако се има во предвид дека просечниот животен век во државата е 73 години, а се оди во пензија на возраст од 64 години, за мажите, односно 62 за жените, излегува дека значи тие 100.000 евра би требало да ги земе за наредните десетина години како бруто примање. Што значи дека потребни се реформи во ПИОМ, кои што ќе овозможат соодветен пораст на пензиите, пак да повторам дека во најголемиот број држави се применува индексирање врз основа на трошоците на живот и на растот на просечната плата. Некаде се применуваат и некои други модели, но мислам дека тој принцип треба да се задржи и кај нас, а на најзагрозените лица да им се помогне на друг начин преку социјални
мерки кои што може да ги донесе владата. Дали овие економски политики се во насока на купување на социјален мир и продавање на гол популизам, кога во ситуација кога немаме резултати на пример на меѓународен план? Може и така да се протолкува. Мислам дека најавата за линарното зголемување за пензиите за 5000 денари беше од главните адути на ВМРО ДПМН за последните парламентарни избори. Мислам дека тоа беше мамката, јадицата, да кажам, која што беше фрлена кон голема популација. Станува збор за 300 и колку илјади пензионери, тоа не се малци луѓе, кои што мислам дека повеќе станува збор за популизам. Од каде толку голем кеш на пазарот на недвижности? Се купуваат станови, а во меѓувреме па расте и квадратурата на стан. Цената стигна до 3000 евра. Очигледно станува збор за големо поле каде што сивата економија царува. Што ми има толку кеш во државата и кој што се движи на таков начин, мислам дека тоа е пресен резултат на сивата економија. Од друга страна, кога станува збор за градежништвото, точно е, дури правевме некои споредби со цени на стан во Лондон, значи зборуваме во поелитните квартови, значи со стан во Скопје, разликата не е голема, што мисламе загрижувачки би рекол, бидејќи Лондон знаеме дека е еден од неколкуте главни центри во светот, економски и финансиски и секаков, каде што недвижности се многу скапи. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и вам. Мирчо Јовановски, новинар. Реално ли е сценариото уставни измени со одложено дејство? Не. Зошто? Аз мисля, че защото е договорено по друг начин. Договорено е уставните промени или конституционните промени и от тук нататък започват преговорите за членство. Това е предусловие. И с това няма да се съгласи не само България, с това няма да се съгласят повечето членове на Европейския съюз, защото те виждат рамка. Те виждат рамка. И тази рамка те са я договорили доста мъчително. На това заложи президента Макрон всичките си карти. България направи реални отстъпки в тогавашната си политика.